Добар ден, јас сум Сонја Стефановска, професор во Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје, Здравко Цветковски од Скопје. За техничкото образование по предметот патишта трета година за градежен техничар, за денес имаме нова наставна единица, насловена со проектански работи, организацијски работи и обработка на земјиштето. Но да се потсетиме од минатиот час, што беше долен строј на сообраќајница и кои објекти го сочинуваат. Долен строј или труп, темел на сообраќајницата, представува основа на која се поставува горниот строј, коловозната конструкција од патот, односно горниот строј колосечениот застор на железницата. Долниот строј пак го сочинуваат геотехнички објекти, односно геотехнички објекти кои што се градат во природни земјишта или од природни земјишта, материјали, природни материјали, земјени или камени, се градат во природни земјишта, ископи на тунели, галерии и слично, додека се градат од природни земјени или камени материјали насипи. Понатаму имаме втор вид на геотехнички објекти кои што служат за премостување на препреки. Мостови, пропусти, виадукти, аквадукти и други. Понатаму имаме објекти кои што служат за осигурување на патот, односно потпорни ѕидови, снегобрани, ветробрани и слично. Работите кои што претходат на изработката на трупот на патот се геодетски работи, планирање на земјиштето, рамнење, уредување на депонии, уредување на позајмишта, организација на градилиште, изработка на пристапни патишта и друго. Кои се проектански работи? Проектанските работи, односно проектот, треба да ги содржи следните елементи. Основа или ситуационен план, ситуација во размер 1:1000 или 1:2000. Надолжен профил, рековме, во размер 1:100 врз 1000, каде што 1:100 е за висините, а 1:1000 е за должините со повлечена нивелета. Попречни профили, кои што се во размер 1:100 или 1:200. Графички распоред на земјани маси, каде имаме ископ, каде имаме насип, по Брукнер. Карактеристични попречни профили во размер 1:50, значи покрупно. Карактеристични попречни профили во детали во размер 1:5 до 1:10, каде што може да се гледа коловозот со рабната лента, банкините, одводните канали, риголите и слично, за да биде подобро за изведување. Проекти на пропусти со потребни детали и предмер, значи каде што има пропуст, треба да имаме проект за тој пропуст. Понатаму имаме детали на потпорните ѕидови. Потпорните обложните ѕидови мора да бидат приложени со детали и проекти. Геолошки надолжен профил на земјата, детален предмер со сите потребни количини на материјал и работна рака, пресметка со анализа на цени, елаборат за експроприација на земјиштето, детален технички опис и оперативен план како ќе се изведуваат работите на објектот. Организацијските работи. Организацијски работи, во нив спаѓаат работите со помош на кои се врши организација на градилиштето. На почеток рековме дека се прават пристапните патишта, за да може механизацијата да дојде. Се формираат места од каде што се врши ископ на материјалот, земјениот материјал или камен, потребен за изработка на насипи, и се нарекуваат позајмишта на материјалот. Исто така се формираат места каде што ќе се складира вишокот на материјал, кој што е потребно, кој што е претходно ископан од ископите, но бидејќи не е со соодветен квалитет, не може да се вгради во насипот и то таму ќе се складира тој материјал. Тие се нарекуваат пак депонии за градежниот материјал.
Значи, најдобро, идеално е материјалот, земјаниот материјал кој што ќе се ископа од ископот, да се насипе истиот на насип и тогаш ќе имаме минимални, оптимални земјани работи. Но во зависност од квалитетот на материјалот. Ако не е со соодветен квалитет, ние ќе треба да земеме од позајмиште материјал за да насипеме. Обработка на земјата на која што ќе налегува профилот. Обработката на земјиштето, каде што налегнува профилот, се состои од геомеханичка и геометриска обработка. Геомеханичката пак обработка се состои од неколку видови на работи. На почеток рековме тоа е чистење на теренот. Чистењето на теренот се врши на претходно обележана ширина на патниот појас и тоа се врши од разни растенија, дрва, корења, непотребни објекти и друго. Како втора работа ни е вадење на хумусниот слој во дебелина од 20 см. Хумусниот слој се вади со механизација градежна, со грейдери, булдожери и други багери. Понатаму, извадениот материјал пак се депонира надвор од трасата, се транспортира со градежна механизација, исто така со камиони, кипери и се депонира во депонија, определена депонија за транспортирање и депонирање на материјалот. Понатаму се прават канали за заштита од атмосферски врнежи. На исчистеното земјиште се врши испитување на носивоста. Откако ќе се утврди носивоста на земјиштето, ќе се направи евентуална промена на составот на материјалот и подобрување на квалитетот. Дали тоа ќе биде механичко подобрување со набивање, хемиска стабилизација со додавање на хемиски материјали или пак евентуална промена на целосниот материјал. Понатаму имаме геометриска обработка. На терени кои што се со поголеми нагиби од 1:5, односно 20%, тоа се ричести планински терени, теренот се засекува, се прават скали, така наречени скали, за да се овозможи подобра врска на насипот со природното земјиште, односно на горниот строј, за да се избегне опасноста од лизгање на геотехничкиот објект. Скалите пак се прават со определен наклон, за да може водата веднаш да истекува, евентуално ако се собере некоја вода, веднаш да истече. За сите постапки при подготовка на земјата важи препораката. Подготовката на подлогата за изработка на трупот на патот се врши непосредно пред изработката на насипот или ископот и за да се спречи долготрајно изложување на атмосферски влијанија и евентуална ерозија. На следниот цртеж имаме еден пример за геометриска обработка. Станува збор за насип. Гледаме како се направени скалест засечен е теренот и направен е насипот врз таков претходно определен скалест терен. На првиот цртеж долу е прикажано кохерентно земјиште, а на вториот е уште поголеми скали, значи поблага стрмнина за слабо кохерентно, односно кохезивно земјиште. Спомнавме и претходно, значи нагибот треба да биде поголем од 20%. За наредниот час имаме прашање за повторување, како за почеток. Наброј најмалку 6 елементи кои треба да ги содржи проектот за изработка на патот. Што се спаѓа во организацијски работи при изработка на пат, изградба на еден пат? Од што се состои обработката на земјиштето на кое налегнува профилот? Наброј ги работите за геомеханичка обработка на земјиштето. На какви терени се врши геометриска обработка на земјиштето, односно скалеста обработка на земјиштето, и нацртај пример за геометриска обработка или скалеста обработка на земјиштето. Се надевам дека работата ќе ви биде пријатна и
Ви благодарам за вниманието. Се гледаме